Ви благодарам на сите за вашето присуство. Оваа пресконференција ја свикавме за презентација на индексот на перцепција на корупцијата за 2022 година. Во текот на презентацијата накратко ќе се објасни методологијата со посебен осврт на резултатите на светско ниво, но повеќе за резултатите во регионот и за Македонија, за оцената што ја доби оваа година. Презентацијата ќе ја спроведе господја Слајана Тасова, председателка на Transparency International Македонија. Ќе имаме презентација и потоа ќе имаме простор за вашите прашања. На нашата страна се веќе објавени информации на македонски во врска со индексот. Може да ги разгледате овие информации, секако да ги користите при вашите написи. Дополнително по завршувањето на пресот ќе биде објавена снимка од овој прес и презентацијата која што денес ќе се презентира. За сите прашања ќе можете на крајот од сесијата да ги поставите и секако за сите дополнителни информации може да ни се обратите. Господја Тасова, повелете со вашата презентација. Благодарам, Марија, и благодарам за интересот на медиумите и оваа година да го споделиме со граѓаните резултатот од индексот на перцепција на корупцијата кој што редовно секоја година го објавува Transparency International. Тоа е глобална оценка, значи се објавуваат резултати на глобално ниво во истиот ден за сите региони во светот и како и минатата година и оваа година имаме оценки и рангирање за 180 држави и територии од целиот свет во однос на нивото на перцепција на корупцијата во јавниот сектор. И минатата година беа исто толку, значи бројот на држави не е зголемен, затоа што некогаш и таа промена во бројката знае да влијае на индексот на од поделни држави. Накратко за методологијата, индексот за перцепција на корупцијата ги рангира земјите и териториите врз основа на проценки на корупцијата на јавниот сектор на државата од страна на експерти и бизнисмени. Ова сме го објасниле повеќе пати, дека и индексот представува композитен индекс, комбинација на анализи проценки на корупција собрани од повеќе реномирани институции, значи не е оригинерно истражување кое што го прави Transparency International, и во подготвувањето на овие резултати не се вклучени локалните ограноци на Transparency International. Во оваа година индексот се базира на 13 извори на податоци, кои се добиени од 12 реномирани институции. Ке ги кажеме и нив. Изворите на информациите кои се користени за индексот се базирани на податоците од претходните 2 години. Некои од вас се сеќаваат, пред 3 години имавме користење на податоци од 3 години, се сметаше дека тие од 3 години се веќе 3 години наназад веќе не се толку свежи податоци, па сега индексот се базира само на оние истражувања кои што имаат податоци од 22 и од 2021 година. И за да се пресмета индексот се користат повеќе чекори, се бираат изворите на податоци според нивната година на изработка, се користат стандардизирани извори и се прави проценка или пресметување на просекот од резултатите кои се достапни за определена држава и се прави едно известување проценка на девијациите. Секој извор на податоци кои се користи со цел за пресметување на перцепцијата мора да ги исполнува основните критериуми за да се квалификува како валиден, значи да се е заснован на квантитативни согледувања за корупцијата, методологијата да биде веродостојна и важечка, која ги оценува и рангира повеќе држави на основа на иста скала, да е изведен од кредибилна институција
да има доволен број на варијации на резултатите за да се разликуваат земјите, овозможува рангирање на поголем број на држави и рангирањето е овозможено од страна на експерт од државата или личност од бизнис секторот и институцијата ја повторува оваа оценка барем на секои 2 години. Стандардизираните извори на податоци на скала од 0 до 100, каде што 0 означува највисоко ниво на корупцијата, а 100 означува најниско ниво на корупцијата. Оваа стандардизација се врши на основа на средна вредност на податокот за секој извор во основната година од резултатите на државата на кои се однесуваат и тој станува основен избор и потоа се прави стандардното одстапување. Значи, на овој начин се изготвува, тоа е методологијата за тоа како се подготвува индексот, затоа што постојано имаме прашања после пресконференција како се создава ова и зошто е ова перцепција. Значи, оваа перцепција е на експерти од државите кои што се рангирани и за луѓе од бизнисот, сферата на бизнисот во државите кои се рангирани, кои што ги давале своите мислења за релевантни истражувања, кои што податомо Transparency International ги користи за својата подготовка на индексот. За да биде една држава вклучена во индексот, треба да има минимално 3 извори кои се проценуваат. Значи, ако се случи да немаме во некоја година 3 свежи извори на податоци, нема да постои рангирање за нашата држава. И откако ќе се соберат повеќе и 3 најмалку или повеќе, се пресметува просек од сите стандардизирани резултати. Значи, едноставен просек и секој извор се брои подеднакво. Во оваа година користени се 13 извори на податоци, од кои 11 извори обезбедиле нови податоци, значи податоци од 2022 година, и 2 извори кои што имале податоци од 2021 година, а едниот не се однесува за нас, African Development Bank и Bertelsmann индексот не се од оваа година, а сите други се свежи, значи имаме користење на свежи истражувања од 2022 година за оценка на државата за рангирање на индексот за перцепција на корупцијата. Ова е начинот како се пресметува скорот, значи резултатот на наједноставна аритметичка постапка. На овој слайд веќе почнуваме со презентација на резултатите од регионите во светот. Рековме дека веќе се рангирани, дека се 180 држави рангирани, а оваа поделба по региони е онака како што Transparency International ги води регионите, како се организирани внатре во самата организација. И ги гледаме просечните резултати за регионите. Како и претходно, највисок просечен резултат на индексот за перцепција на корупцијата има државите од Западна Европа и Европската Унија. Највисок во тие рамки е резултатот на Данска, која што има 90 поени од можни 100, а најниско Унгарија, која што има 42 од можни 100. Регион со најниско ниво, односно најнисок просек во индексот за перцепција на корупција од сите држави кои што се вклучени во тој регион е нашиот регион. Регионот на Источна Европа и Централна Азија, каде што просекот е само 35 индексни поени, ако го гледаме по тоа како се рангирани сите држави. Втор регион кој што има подобар просек, но и таму е просекот под 50, што во целина зборува дека на глобално ниво се зголемува бројот на државите кои што имаат просек помалку од 50 од ранг листата од 0 до 100 и само Западна Европа има просек
66, Азија и Пацификот имаат 45 како просек, Америка има 43, од кои како најдобро се оценети Канада и Уругвај и Венецуела како најслабо оцената, и регионот на Африка и оценет со 32 индексни поени, Средниот Исток и Северна Африка се 38 индексни поени. Значи, ние како регион, ако го гледаме регионот поставеноста на глобални рамки, имаме многу низок резултат како просек. Среден резултат на индексот за сите држави средно изнесува 43 индексни поени. Значи, во глобални рамки борбата против корупцијата стагнира и се повеќе имаме држави кои што имаат резултати под 50, и во оваа ситуација или денеска имаме 2/3 од државите кои се рангирани дека имаат резултат под 50. Ова сериозно треба да се разгледува, поготово од аспект на тоа дека оваа година Transparency International го посвети индексот на перцепција на корупцијата на проблемите со безбедноста во светот и на проблемите со демократијата или состојбите со уназадување на демократијата. И во извештаите кои што ги имаме на нашата веб страна и кои што ги објави Transparency International како материјал кој што може да се користи за коментирање на овој индекс, се укажувањата дека уназадувањето во борбата против корупцијата влијае на загрозување на безбедносната состојба во светот и дека се повеќе се присутни конфликтни ситуации како резултат на недоволна демократија и како резултат на недоволно владење на правото. Една од тие последици се смета дека е и војната во Украина, која што е резултат на силното тоталитарно владење во Русија, во која што клептократскиот режим всушност ги држи целосно контролата над целата држава и во делот на справување со овој глобален проблем кој што предизвикува проблем за сите држави во светот. Каде сме ние на индексот за перцепција на корупцијата како држава? Рековме, регионалниот резултат изнесува 35 од 100, а во оваа година резултатот за Северна Македонија изнесува 40 индексни поени од можни 100 на ранг листата на Transparency International. На оваа карта се наоѓаме во државите кои што се подобро рангирани. Најдобро е рангирана Грузија, потоа Ерменија, Црна Гора и Косово се рангирани подобро, значи имаат повеќе поени, 45 има Црна Гора, 41 Косово. Ние сме со 40. Од државите во соседството Албанија има 36 индексни поени, Србија исто така 36, Босна 34, Украина во услови на војна 33, Русија 28 и така натаму. Значи, навистина, загрижувачка состојба со борбата против корупцијата или со засилување на корупцијата во овој регион. Оваа година на прво место со најголем број на индексни поени се наоѓа Данска, која што има 90 индексни поени, потоа Нов Зеланд и Финска имаат 87, Норвешка 84, Шведска 83 и Сингапур 83. И заклучокот дека државите кои што имаат
подобро развиена демократија и подобро развиена економија и воспоставени системи за владење на правото, имаат подобри резултати на индексот за перцепција на корупцијата. Овие држави се традиционално веќе повеќе години наназад на највисоко место на оваа ранглиста, а најниско се рангирани државите каде што постојат судири и кои што со години се справуваат со проблемот на корупцијата, како Јемен, Венецуела, Јужен Судан, Сирија и Сомалија, кои што имаат помеѓу 12 и 16 индексни поени. Македонија оваа година со резултатот од 40 индексни поени од можни 100 е рангирана на 87-то место од можни 180 држави, што би рекла повторно дека е многу загрижувачки, иако можеме да кажеме дека тука имаме грешка во слайдот, Марија, ние сме 85-то место, не 87. Затоа што 87 беше минатата година, затоа бев малку зачудена кога го гледав ова, но имаме подобрување. Минатата година бевме на 87, сега сме на 85-то место, но ако го гледаме во поени, ние имаме само еден поен повеќе од она што сме имале минатата година. Значи, резултатот е незначително подобрен и ќе видиме на што се должи тоа, кое од истражувањата кои се користени покажува дека имаме подобрување во резултатот. Гледате на графиконот кој што е ставен веднаш до оваа табела, дека се уште се наоѓаме многу долу на ова листата на можни позиции на Transparency International и никако не можеме да ја поминеме границата или рангирањето од 60-то место на кое што се наоѓавме во 2000-та година, а зборуваме веќе за 20 години системска борба против корупцијата, кога почнавме да ги менуваме законите и да создаваме институции. Значи, состојбата со корупцијата не е подобрена и не можеме да заклучиме дека со еден поен подобро од минатата година или со 2 позиции подобро рангирање сме постигнале некаков значителен резултат или исчекор во борбата против корупцијата. Кои истражувања се користени? Јас ги обележав со жолто истражувањата кај кои што имаме промена. Како што рековме, се работи за истражувања кои што се нови. За Република Северна Македонија се користени вкупно 7 истражувања. И гледаме дека кај најголем дел од нив нема менување, нема промена во резултатот кој што сме го постигнале на тие истражувања. Намалување постои кај проектот за светска демократија, кај што бележиме намалување за 3 индексни поени, и проектот за светска правда, кој што бележиме намалување за 1 индексен поен. Тоа е сосема во склад со она што рековме дека резултатите се уназадуваат со борбата против корупцијата поради недоволната демократија. Поради недоволната демократија и поради недоволното владење на правото. Резултатот што го гледаме како подобар е резултатот од Global Insight. Тоа е организација која што ги рангира државите според можностите за водење на бизнис. И тука прашањата се одговарани од луѓе од сфера на бизнисот и тие најчесто се однесуваат на тоа дали водењето на бизнис
е попречено со барањата за плаќање подкуп. Во овој индекс сме добиле подобра оценка од минатата година 35 поени, сега имаме 47 поени. Купниот просечен резултат, како што гледате, оваа година ни дава промена за 1 индексен поен. Како стоиме во однос на регионот, за тоа како се ефектуира евентуалната политика во борба против корупцијата или мерките кои што се преземаат. Најдобро рангирана во нашиот регион е Словенија, која што е рангирана на 41-то место, која што исто така била на 41-во место и минатата година. Подобрување има Хрватска, која што сега е на 57-то, а била на 63-то место. Назадување има кај Црна Гора, која што сега е на 65-то, а била на 64-то. Подобар резултат има Бугарија, а подобар резултат има и Косово, кое што сега се наоѓа на 84-то, а било на 87-мо место, и Албанија, која што била на 110-то, сега е на 101-во место, и како што рековме, Македонија, која што била на 87-мо, сега се наоѓа на 85-то место. Значителен пад во резултатот има Србија, која што била на 96-то место рангирана, сега се наоѓа на 101-то место. Веќе реков дека овој извештај е посветен на поврзаноста меѓу корупцијата и конфликтот, затоа што корупцијата создава социјални неправди преку пренамена на фондовите од јавните добра кон приватни интереси и несразмерно влијание врз политиките во специфични сектори на општеството, овозможува можности за конфликти преку оневозможување на институциите одговорни за спроведување на законот и безбедност да детектираат и да превенираат закани од сферата на безбедноста и обезбедуваат поволности за бунтовнички групи кои ја предизвикуваат владата. Рековме, ова се глобални оценки, не се однесуваат само за Македонија, но дел од овие работи се случуваат и во регионот и кај нас. И му се заканува на постојаниот мир преку намалување на јавната доверба во капацитетот на државата и во желбата за спроведување на конкретни политики и мировни договори. Што велат доказите од анализите на Transparency International? Дека најголеми шанси да избегне конфликт во хибридни режими како резултат на институционални слабости, да го акумулираат политичкото незадоволство и одговорат на неправдите на ненасилен начин. Значи, нестабилни и хибридни режими се многу податни за конфликти. Целосните демократии имаат механизми да ги канализираат и широките социјални барања преку избори, консултации и така натаму. Авторитарните држави се подпираат на строги корективни тактики да го одвратат или загушат незадоволството. Се разбира, шансите за насилни конфликти се помалку веројатни да се случат помеѓу демократски земји и таму каде што нивото на корупцијата е ниско. Просечниот резултат за Источна Европа и Централна Азија е 35 и е помал од глобалниот кој што е 43. Иако подобрувањата во многу држави дава надеж, регионот има долг пат за да се спротистави со корупцијата. Се покажа дека во овој регион високата корупција е тесно поврзана со политичката нестабилност, со слабите институции и во најекстремните случаи со насилен конфликт. Во целиот регион владите
ги поткупуваат демократските процеси, го нарушуваат граѓанскиот простор и ги ограничуваат медиумските слободи во магичниот круг на корупција и авторитаризам, оставајќи ги Источна Европа и Централна Азија до регион со најниски резултати на индексот за перцепција на корупцијата. Ќе видиме понатаму како ова се однесува и на нашата држава. Тука имаме и оценка на тоа што значи војната во Украина, дека ова брутална инвазија го потресе светот и покажа како коренетата корупција ја загрозува регионалната безбедност и стабилност. И последиците за останатиот дел од светот се огромни, затоа што конфликтот во Украина предизвика големи политички, економски и безбедносни предизвици низ Источна Европа и се заканува на напредокот за да се заштити владењето на правото, борбата против корупцијата и поддршката за стабилно функционирање на институциите. Република Македонија во оваа регионална оценка е ставена во групата дефицитарни демократски процеси и процуд на криминалот. Регионот на Западен Балкан е познат по својата ниска отпорност на организираниот криминал. Земјите бавно се справуваат со овој ризик, а на одговорните институции се уште им недостасуваат соодветни ресурси и независност. И по-конкретно, во Северна Македонија надлежни органи отвараат нови случаи на корупција. Новите чекори во вистинската насока се загрозени поради неефикасно следење на тековните и недостаток на интегритет при изборот на клучните фигури во судството. За да обезбеди одговорност и да покаже вистинска волја за борба против корупцијата, владата мора соодветно да обезбеди ресурси и да дозволи независност на Комисијата за спречување на корупцијата и на институциите одговорни за истрага на корупција и организиран криминал. Мислам дека ова оценка воопшто не се разликува од она што постојано го слушаме и го читаме во сите извештаи кои се однесуваат за Република Северна Македонија. И мислам дека дополнителен елемент за загриженост е ниската отпорност кон организираниот криминал, кое што имавме и прилика да видиме во пракса во текот на изминатата 22 година. Што да кажеме на крајот како оценка? Индексот за перцепција на корупцијата за 22 година за Македонија покажа подобрување за 2 места во споредба со резултатот од 21 година. И рангирањето, резултатот е 40 од можни 100 поени, а рангирањето ја позиционира Македонија на 85-то место од скупно 180 држави. Тоа е многу ниско на ранг листата на индексот на перцепција на корупција, ако гледаме кои држави се рангирани во тој дел. Резултатот, според нас, е загрижувачки, покажува недостаток на интегритет и недостаток на почитување на законите, како и пад на демократските процеси. Нашата држава во 22 година ја обележа големи корупцијски скандали. Судството и владењето на правото беа засенати со нови скандалозни обележа, меѓу кои сознанието дека кандидати положиле правосуден испит без при тоа да ги исполнат сите законски предвидени услови за полагање на истиот и да ги исполнат сите критериуми. Уште полошо е што овие случаи останаа без разрешница, а разрешувањето на претходниот и изборот на новиот шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, како и оставката на председателот на судскиот совет, оставија сомнежи врз доследната примена на новодонесените закони од страна на 2 институции, чија цел е да се грижат за интегритетот на правосудните органи, што дополнително ја намали довербата на граѓаните во судството за 4%. Активно се овозможи
да се одолговлекува или да не се разрешат судски предмети, за кои се сметаше дека со нивната судска разрешница ќе се востанови владење на правото после аферата за масовно прислушкување. Недостатокот на ефикасност во разрешување на случаите кои произлегува од прислушкуваните разговори, недоволната примена на мерките конфискација и овозможување и натаму непречено да се располага со нелегално стекнат имот, игнорирањето на одлуките на Државната комисија за спречување на корупцијата, овозможувањето извршување на затворска казна преку промена на живеалишта во други казнено-поправни установи, се само дел од настаните кои што обележаат 22 година и кои сериозно укажуваат на недоволно почитување на законите или нивна примена според потребите на поединци. Заслужува да се спомене и случајот со издавање на пасоши или незаконското издавање на пасоши на лица поврзани со организирани криминални групи. Овој случај е очигледен пример за организиран криминал самиот по себе, но тој не се расчисти на начин кој ќе обезбеди увереност дека нема да се повтори. И овој случај уште еднаш ја потврдува оценката дека сме слаби или недоволно организирани во борбата против организираниот криминал или дека сме подложни на влијание од организираните криминални групи. Но сите овие случаи се само врв од ледениот брег на корупцијата и организираниот криминал, кои и натаму ја држат државата на ниво на недоволна демократија, хибридна и заробена држава. Прашањето до кога вака можат да го одговорат само надлежните институции од власта. Но посебно ќе нагласам дека ова прашање станува посериозно кога ќе се има во предвид и повторниот обид да се навлезе во сферата на независноста на медиумите, како и очигледното стеснување на просторот за работа на граѓанскиот сектор. Овие два независни контролори на постапките на власта, кои се значајни за секоја демократија, се повеќе го губат значењето и основата на својата работа до степен на игнорирање. На недоволна инклузивност во носење на одлуките и водење на политиките значајни за економијата, деновиве реагира и представниците од бизнес заедницата. Значи, како заклучок, оценките дека во овој регион состојбата на недоволно справување со корупцијата или непостоење на волја за справување со корупцијата доведува до тоа да назадува демократијата, назадува владењето на правото, повеќе од тоа што било, и се сведуваат на ранг на недемократски и хибридни држави. Ова е она што ние го подготвивме за денеска. Повелете, ако имате прашања, можеме да коментираме. Дали може една генерална оценка која е причината за ваквото рангирање на државата што има минимален напредок? Мислам дека веќе ја кажав генералната оценка зошто е тоа така, затоа што имавме многу примери на тоа дека не функционираат воопшто механизмите за кои што треба да обезбедат владење на правото и да воспостават брана во борбата против корупцијата. И понатаму имаме недоволно владење на правото. Правото се применува онака како на некого му одговара. И понатаму имаме непочитување или недоволна работа на судовите, недоволно спроведување на постапките кои што фаќаат случаи на корупција и од страна на јавното обвинителство и од страна на судовите,
но имаме и продолжено непочитување на одлуките на Државната комисија за спречување на корупцијата. Не ја спомнавме, меѓутоа единствениот документ кој што е политика за водење на борба против корупција, кај нас е националната стратегија за борба против корупцијата, која што е имплементирана само со 30%. Значи, недоволни се воопшто напорите во борбата против корупцијата, но недостасува и желба да се расчистат случаите кои што укажуваат на постоење корупција во институциите или укажуваат на недоволна законитост во спроведување на нивните постапки, а тоа треба да биде основно. Законитоста во работењето на институциите треба да биде основно правило и секое незаконито однесување да не се толерира, затоа што поминува на другата страна на спроведување на нечии интереси наместо закони. Добар ден. Би сакала јас да поставам едно прашање околу тоа каде ја гледате клучната сега одговорност, дали тука има попречување од извршната власт врз работата на судовите и обвинителството или пак клучната одговорност и вина е што самите обвинителства и судови не си ја завршуваат работата, затоа што не постои, и го спомнавте, интегритетот или пак нешто сосема друго го гледате. Каде е иницијалната вина за овој резултат кој што еве или е минимално подобар или е полош од година во година? Па генерално не можеме никого да изземеме од одговорност, затоа што владата носи голема одговорност во однос на тоа како ги спроведува политиките. Но владата има и повеќе механизми кои што може да ги користи за да може да истражува, за да може да провери, за да може да востанови определени системи на интегритет, да инсистира на поставување на тие системи и на нивна контрола, без да се меша во работењето на судовите во конкретниот случај или во јавните обвинителства. Но секое сомневање дека постои можност за влијание, постои можност за корумпирање при носење на определени одлуки, е нешто што може да се проверува преку институциите во владата. Имаме институции кои што се занимаваат со истраги на финансиски криминал, имаме институции кои што се занимаваат со следење на тековите на парите, имаме институции кои што треба ефективно да се занимаваат со следење на имотните состојби. Значи, сето тоа треба да се стави во функција за да се оневозможи злоупотреба на функциите во јавното обвинителство и во судството. И понатаму прашањето на работењето и интегритетот на тие институции, затоа што и самите внатре треба да се залагаат или да се изборат да не трпат влијанија од било која страна, затоа што најчесто слушаме дека се само цензурираат или само контролираат за да не навлезат во некои сфери кои што можат лично да им наштетат. Значи, не постои еден единствен одговор за еден единствен фактор или виновник, туку целиот систем мораме да го коригираме и сите тука треба да имаат улога. Може само, извинете, уште ова да прецизираме на кого конкретно се мисли недостаток на интегритет во изборот на клучни функции во правосудството. Имаше многу избори минатата година во правосудството, па дали би можеле да ги прецизираме или пак на сите се мисли? Видете, ако сакаме да зборуваме за судството, можеме да почнеме и од тие што полагаат правосуден испит. Значи, ако некој положи правосуден испит, утре ќе ти се појави како адвокат или како судија или како јавен обвинител. Ако тука почнеме да ги пропуштаме работите, од тука го губиме веќе на самиот старт интегритетот во овие институции. Дозволуваме влегување во самиот тој систем на поединци кои што не ги исполниле критериумите и условите за да тоа се направи. Понатаму, околу изборот на јавниот обвинител за организиран криминал и корупција, имаше тука голема дебата или контраверза околу тоа како се избра кандидат кој што не ги удостои своите колеги и јавноста воопшто со презентирање на својот
доста програма или своите ставови и целосно нетранспарентно се спроведе целата оваа постапка. Не разбравме поради какви влијанија поднесе оставка председателката на Судскиот совет. Ако веќе постојат влијанија во тоа ниво во судството, тогаш некој треба тоа сериозно да го разгледа како проблем и тој проблем да се расчисти. Нашиот најголем проблем е што сите овие ситуации прекјутно се поминуваат, не сакаме да расчистиме кој тоа врши влијанија и на кој начин, затоа што тоа се многу сериозни позиции. Институцијата председател на Републичкиот судски совет не е било која институција, а ние во кривичниот законник имаме и кривични дела за таквото однесување, за влијание или закани или тргување со влијание. Така да мислам дека сите овие елементи се многу битни, кои што кажуваат дека се уште не правиме ништо за да обезбедиме интегритет во работењето на правосудните органи. Да не зборуваме за тоа колку се стручни и компетентни, многу се зборуваше за тоа колку обуки имаат и колку можеме да сметаме на тоа. Јас лично сметам дека има таму компетентни луѓе, но дека навистина треба да се обрне внимание на интегритетот на поединците кои што се влезени во тој систем. Јас би сакала само едно кратко прашање. Од антикорупцијска, да речеме, алармираат и коментираат, изјавуваат дека нивните случаи не се процесуираат во јавното обвинителство. Како гледате на ова? Ова не е од денеска, значи 20 години зборуваме на оваа тема и мислам дека тоа е неприфатливо и недозволиво. Затоа што иницијативите кои што ги поднесува Државната комисија за спречување на корупцијата се во суштина кривични пријави кои што се поднесени до јавното обвинителство. Тие ги доставуваат дури во ситуација кога јавното обвинителство треба да делува по допрен глас, затоа што кога ќе почне комисијата да работи, веќе знаеме за одредена состојба или се слуша во јавноста. Тука е тесното грло и голем проблем во борбата против корупцијата, затоа што и од лично искуство и од она што го гледам во работењето на комисијата, знам дека нивните случаи се многу добро засновани на Нивните случаи се многу добро засновани со подкрепа на сите елементи кои што ги содржи определена дефиниција конститутивни елементи на едно кривично дело и се доставуваат со поголем број на докази. Мислам дека тука ова треба да се надмине и јавното обвинителство мора да дава отчет за тоа како постапува и зошто не постапува со предметите на Државната комисија. Тоа досега никогаш не го направиле и мислам дека мораме да го бараме, да објаснат зошто не постапуваат. Ако нема други прашања, јас само би замолила презентацијата да ни испратите на меловите од тоа што досега гледавме на слайдовите. Секако, да. Да, ги испратени во чет, ја имате во линк веќе на нашата страна поставено, така што го имате. Тоа е презентацијата што испративте? Да, на линкот може и презентацијата да ја најдете и повеќе информации за индексот. Така, ова што го гледавме сега? Да. Што изјавите, добро. Фала. Ви благодарам многу, доколку нема прашања, доколку пак подоцна имате некој прашање, ви стоиме на располагање. Повелете. Пријатно. Убав ден и пријатно. Поздрав.